Dozvolite da je pozdravim na ova konferencija v organizacija na diplomatski od klub i Univerzitet od American College vo Skopje. Od početokот на нашата независност, генерации македонски дипломати беа вклучени во остварување на нашите стратешки цели, пред се интеграцијата во Европската Унија и НАТО. И денес наоѓајќи се меѓу професионалци со долгогодишно искуство, логично е отворено да дискутираме за делот, дилемите со кои се соочува актуелната македонска надворешна политика. Секако едно од важните прашања е статусот и влијанието на регионалните иницијативи во контекст на европските интеграции. За жал, пролонгирањето на евроинтеграциите од различни причини, практично на сите западно-балкански држави го разниша кредибилитетот на Европската Унија. Nothing personal. Блокирањето од земја членка кон земја кандидат за членство од чисто билатерални причини, кои при тоа излегуваат надвор од копенхашките критериуми, објективно го компрометира проширувањето кое со право беше сметано за најдобра надворешна политика на Унијата. Сето тоа придонесува за растечкиот евроскептицизам во регионот, кој во исто време и за преобмислување на оваа политика на проширување од страна на Брисел. Токму таквата состојба, според мене, беше главниот мотив за појавата на новата регионална иницијатива Отворен Балкан, но и на новата методологија за преговори, како и на новиот Европски форум, наречен Европска политичка заедница. Нивното инаугурирање беше причината поради која што некои кругови и во регионот и надвор од него го поставија прашањето дали овој најнов бран на регионални организации од нужда постепено стануваат неформална алтернатива на европските интеграции. Мојата теза е дека логиката на европските регионални иницијативи е во суштина да бидат комплементарни со европските интеграции, а не нивна алтернатива. Еве неколку примери. Да почнеме со постарите континентални иницијативи. До година Бенелукс ке наврши 80 години од основањето. Иако и Белгија, и Холандија, и Луксембург се седишта на некои од клучните европски институции, тие и понатаму одржуваат редовни самити, имаат постојани органи, накратко имаат плодна трилатерална соработка. Слично е со Нордискиот совет, што цели 7 децении ги поврзува членките. За да одговорат на геополитичките промени што настана со крајот на студената војна, балтичките држави во 92-та го формира Балтичкиот совет. Иако денес само Исланд и Норвешка по своја волја не се членки на Европската Унија, Балтичкиот совет функционира со силен фокус на регионалниот идентитет, регионалната стабилност и одржливиот развој. Или да ја земеме како пример Вишеградската група, формирана 91-а со цел да им помогне на Полска, Унгарија и тогашна Чекословачка да транзитираат од комунизам кон демократија. Иако до 2004 година сите 4 држави станаа членки или на Европска Унија или на НАТО, Вишеградската група продолжи да функционира со редовни самити, министерски состаноци и работни групи кои ги адресираат специфичните интереси и предизвици на тој регион. Практичното искуство на сите овие регионални форуми покажува дека членството во Унијата не го исцрпува потенцијалот за регионална соработка и дека постојат прашања што најприродно и најефикасно можат да бидат адресирани во регионални рамки. Затоа ниту една од овие регионални иницијативи не престана да функционира со интегрирањето на сите или на дел од нивните членки во Унијата. Почитувани, поради нашето турбулентно минато на Балканот имаме поразлично искуство во регионалната и со регионалната соработка. Концептот на така наречениот нов регионализам кај нас не само што пристигна релативно доцна, туку имаше предоминантно безбедносна димензија поради крвавиот распад на Југославија. Главна цел и на пактот за стабилност и на процесот за соработка во Југоисточна Европа беше да придонесат за градењето на доверба и помирување меѓу државите. Сепак отворените билатерални прашања, дел од нив и територијални спорови, го одржуваат амбиентот на недоверба, што не придонесува за подобра и подиверсифицирана регионална соработка. Стагнацијата во процесот на проширување на ЕУ придонесе за дополнително делумно затворање на регионалните држави во своите национални граници и своевиден регионален изолационизам. Пред 10 години, чувствувајќи го недостатокот на фокус од Брисел, а со цел да го вратат вниманието врз интеграцијата на нашиот регион, Словенија и Хрватска го инициираа процесот Брдо-Бриони. Низ годините,
овој лидерски формат редовно ја реафирмираше пораката дека одлагањето на проширувањето во комбинација со бројните кризи и геополитички ризици го прават Западниот Балкан уште поранлив на надворешни влијанија. Годинава на почетокот од втората декада од неговото постоење, ние ќе бидеме домаќини на процесот, што ќе биде прилика да истакнеме дека во услови на војна во Европа, повеќе од кога било порано, процесот на проширување станува пред се геополитичко и геостратешко прашање. Имајќи го во предвид сето ова, се поставува прашањето: кога регионалната соработка е вистински комплементарна на европските интеграции или поинаку кажано, што регионалната соработка не треба да биде за државите да имаат интерес да бидат дел од неа. Прво треба да кажеме дека по зачленувањето во Унијата, дел од земјите почна да го губат интересот за регионалните иницијативи, кои ги разбира само како предворје на интеграциите, што доведе до пасивизација и губење на нивната виталност. Затоа е потребен јасен политички став на сите инволвирани, независно дали се членки или не, и пред и по нивното членство, дека регионалната соработка е дел од европските интеграции. Второ, за да биде во функција на европските интеграции, регионалната соработка треба да понуди инклузивност наместо ексклузивност. Неспорен факт е дека Отворен Балкан беше иницииран како автохтона иницијатива во ситуација кога Европската Унија беше дефокусирана од Западниот Балкан. Идејата беше дека во времето кога во Брисел се бава со својата внатрешна трансформација, ќе го нарекуваат продлабочување на Унијата, или со други региони во светот, ние треба да инициираме интрарегионална соработка. Меѓутоа, структурна слабост на Отворен Балкан во овој момент е што не ги вклучува сите 6 држави. Затоа сум убеден дека со вклучување и на останатите 3 држави од регионот, иницијативата може само да добие на квалитет. Трето, сите фази од интеграцијата треба да имаат однапред дефинирани временски рамки. Од ова Брисел бега постојано. Колку подолго сте во чекалната на Европската Унија, толку е поголемо искушението да се бараат алтернативи или да прифатите некаква замена за полноправно членство. Нам ни е нужна не само економска, туку и политичка интеграција и усвојување на демократските стандарди и вредности. Само во тој контекст ја гледаме и ја прифаќаме Европската политичка заедница, не како компензација за членство, туку како дополнителен инструмент што ќе помогне за побрзи интеграции и поголема соработка, разбирање и единство во Европа за стратешките прашања. Првиот самит во Прага покажа дека Европската политичка заедница може да биде продуктивен форум за интеракција, кој ќе им помогне на аспирантите да ја учат европската вештина во градењето на компромиси и да ги калибрираат своите политики во однос на Брисел. Но во исто време тоа да биде и форум на кој Унијата нема да ги третира нечленките како ученици, кон кој само ќе испорачува барања, туку ќе може да го чуе и нивниот автентичен глас и барањата од земјите кои утре ќе бидат дел од неа. Зборувајќи за дилемата регионалната соработка версус европските интеграции, треба да укажеме и на реалната опасност од дуплирање на ресурсите кои не се неограничени ниту во Брисел, уште помалку на Западниот Балкан. Во 2014-та на иницијатива на тогашната канцеларка на Германија започна Берлинскиот процес со цел да помогне кон менување на перцепцијата на Балканот како простор за проблеми, поделби и конфликти. Замислата на процесот беше да придонесе за позиционирање на Западниот Балкан во кругот на држави и народи кои живеат во уредени, економски и просперитетни општества во интензивна меѓусебна соработка. Во неколку наврати ги имам истакнувано структурните предности на Берлинскиот процес во однос на постојните регионални иницијативи. Накусо, во Берлинскиот процес учествуваа сите 6 држави од Западен Балкан, со што се избегнува можноста од нечија маргинализација или изолација. Второ, Берлинскиот процес е заедничка иницијатива на Европската Унија и државите од Западниот Балкан, што е значајно во поглед на одговорноста за неговото функционирање или така наречената собственост врз процесот, затоа што постои мониторинг од аспект на примена на европските стандарди и правила при имплементацијата на проектите. И конечно, сите учесници во Берлинскиот процес се најасно дека тој не е замена за членство во Европската Унија, туку инструмент за нивно побрзо интегрирање во Унијата. Со оглед на овие своји карактеристики, Берлинскиот процес ги има сите предуслови да ја има улогата на така наречена чадор регионална организација,
со која што сите останати регионални иницијативи ќе бидат во синергија. Има структури и институции, има ресурси, со тоа што ќе треба да ја возобнови енергијата и ентузијазмот кој ги поседуваше на почетокот. Се разбира, од аспект на неговата поширока легитимација, многу е важно Берлинскиот процес да не биде перцепиран како инструмент за влијание врз регионот на само една земја членка, туку да ја има зад себе во континуитет поддршката од сите членки на Унијата, бидејќи неговата успешност во крајна линија зависи од тоа. Да заклучам, ако се правилно поставени и разбрани, регионалните иницијативи нема да бидат алтернатива, туку ќе бидат во функција на европските интеграции. Исто така, успешните регионални иницијативи не згаснуваат со интеграцијата на нејзините членки во Унијата, туку стануваат составен дел од мрежата на соработка и пријателство меѓу народите и државите во рамки на проектот на Обединета Европа. Благодарам.